Сакам понеделнички да ја поздравам нашата колешка Ирена Спировска, која има одлична соговорничка, моја именјачка, а ќе проговорат за еден многу успешен светски културен фестивал. Еден свет, една фамилија. Добро утро, Иренче. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и среќен и убав понеделник на сите гледачи на телевизија Алфа. Утринава се јавуваме во живо со една убава тема во која што нашите гледачи ќе дознаат нешто повеќе за неодамнешното гостување на групата Синтезис на светскиот културен фестивал, едно семејство, една фамилија, односно како се Еден свет, една фамилија е насловот на културниот фестивал на кој што нашите културни амбасадори Синтезис го презентира своето богато музичко творештво, а за впечатоците од Индија ќе ни раскажат не само твојата соименичка Сузе, туку и Гоце Димовски. Пред се добро утро за двајцата. Говорите во име на целата група Синтезис. Ви должам благодарност што вака рано наутро, токму во понеделник, сте тука за нас, но сакавме некако да имаме ексклузива и први да ја информираме по широката јавност за ова ваше неодамнешно гостување во Индија. Сузеве, прво да почнеме од тебе. Како всушност се случи да дојде до покана и да се оствари оваа соработка на светскиот културен фестивал во Индија? Така, најнапред добро утро и поздрав до сите гледачи. Намасте, што ви рекле во Индија. Па тоа е, како што ти убаво кажа, светска хуманитарна организација која што се вика One World, One Family, еден свет, една фамилија, и самиот наслов на организацијата кажува, се занимава со хуманитарна работа, со згрижување на и развој, што е најважно, помагање на луѓето и развој, духовен развој на луѓето. Тие си имаат своји представништва на секаде во светот, а кај нас секако има и следат што се случува, нели, во светот во рамките на се она што ги интересира, така што од нивна страна бевме поканети преку нашето представништво овде да ја представиме нашата земја. Практично на тој начин и Македонија стана дел од светот и од тоа едно семејство, како што е самиот наслов на овој светски културен фестивал. На 14 септември всушност се случи концертот на Синтезис. Гоце, ти како виртуоз на народни инструменти, како дел од Синтезис, еве за тој музички дел и за тој настап, а подосна би сакала, Сузе, малку да ја прашам како професорка за тој педагошки дел и тие искуства од таму, но најпрво еве за настапот. Познато е дека за Синтезис настапувал на сите страни од светот и без исклучок на сите настапи публиката секогаш е воодушевена од тој богат музички звук што имате можност како наши амбасадори да го расејувате на секаде ширум свет. Сигурно е само едно дека сме презадоволни од нивното гостопримство, од нивната култура. Многу интересно, многу сме побогати со ова што го доживеавме, а во однос на дочекот и во однос на техничкиот дел, припремите, за тоа сме воодушевени и одлично течеше соработката. Концертот 3.500 луѓе, воодушевени беа и тие и ние. Едноставно сме пресрекни што ја имавме таа можност да бидеме дел од овој фестивал. Интересно е тоа што ова беше прв настап на Синтезис во Индија, иако сте настапувале на секаде ширум светот, ама ова е едно ново искуство. Секако по нивната реакција и аплауз за што го доживеавме и по тоа што изразија желба за овие наши изворни инструменти да ги имаат кај нив, што верувам во најскоро време ќе ги добијат. Се виде дека навистина се оствари една голема соработка. Така, ние додека говориме одат и фотографии, дели од видеото од концертот, барем
парцијално да доловиме од таа убава музичка магија што успеавте таму да ја создадете и тој амбиент што го креиравте за 3.500 публика, како што спомена Сузе и ти. Ти си една од трите граци на Синтезис, трите вокали кои што пленат со своите убави гласови, но во исто време си и професорка и како педагог сигурна сум, а не само и како музичар, туку и како педагог, дека ти беше многу интересно ова гостување, затоа што можеше да се соочи со една сосема нова филозофија на едукација, на работа. Можеш ли така накратко некоја паралела да направиш или барем што е она што тебе ти беше највпечатливо од таму? Многу убаво прашање. Благодарам. Јас бев воодушевена од нивната култура, бев воодушевена од нивното образование и се распрашав. Значи ми објаснија дека покрај редовните програми тие што ги имаат, нели за одредена струка, пред се главно и основа е во нивната едукација, буквално од најмала возраст до факултетско образование, тоа е духовното образование. Тие го изучуваат, ја изучуваат ветската култура. А тоа гледачите кои што нели не се упатени, не знаат доволно, во кратки црти само да кажам дека ведите се најстарата цивилизација на земјината топка. Сите сме ние потекнуваме од нив. Така што нивното учење многу години било зацкривано, да не го знаеме списите, книгите, но и усмено и од колено на колено било пренесувано, така да денеска ние го имаме. И како книги, и како учебници достапно е. Јас мислам дека ова е убаво да го имаме и ние во нашиот образовен систем, бидејќи кога ти гледаш духовно разбуден човек, свесен за своите духовни вредности, свесен за она што може да го развива кај себе како духовна вредност, ти гледаш дека на тој начин можеш да изградиш една силна нација, една силна држава која што се темели, која што гради темели на вистински вредности. И тоа е убаво. Полека една држава, друга држава, трета, градиме one world, one family. Така е, а во исто време и преку културата, преку музиката градиме мостови на пријателство и стануваме едно семејство целиот свет. Гоце спомена дека посебно убав впечаток оставиле нашите народни инструменти за тој народ таму, за таа култура, за тоа поднебје. Имаше ли можеби можност да искомуницираш директно со нив, ги интересираше ли како се изработуваат тие инструменти, како се раѓа целата музика? Па, со оглед на времето, кое беше за мене многу кратко, имавме можност да размениме некои мислења. Ете, како што кажав, заинтересирани се за нашите инструменти и се надевам дека во скоро време ќе ги добијат и според тоа дека сигурно ќе продолжи некоја соработка кај што ќе имам јас и колегите да можност да можеме да отпатуваме пак во Индија и ете, да имаме чест и задоволство да предаваме и таму и да ги изучуваат овие инструменти. Што велат, слушнале ли некогаш претходно во нивниот живот нешто слично на она што вие таму им го презентиравте? Имаат, ама ете, и тоа ни кажа дека пак сепак ова наша музика е најблиску до тоа што тие го чувствуваат. Така да верувам дека сепак во скоро време ќе имаме можност да соработуваме. Исклучително се важни ваквите соработки и размена на тоа културно богатство што го имаме. Сузе, те споменав тебе заедно со твоите прекрасни колешки, трите вокали, кои што не само со мокниот глас, туку и со вашата појава, со костимите во кои што се појавувате, со држењето, со движењето, ставате посебен печат на целата богата музичка кариера на Синтезис, кој што нели веќе цели 3 децении е вистински културен амбасадор на нашава земја. Какви беа таму реакциите кога ве видоа и кога ве слушнаа луѓето на сцена?
Добивме многу комплименти за носиите, нели сепак тоа е наша традиционална облека, но на еден модерен начин направена. Поздрав до Ношпал. Така што, но има тие нели кодекс на облекување во самиот ашрам и во самата сала на сцена, но и по улиците кога се движите, вие не можете да видите никој неуместно облечен, разголен. Значи, обавезно, машките имаат панталони со долга кошула, а ние ставивме марами, кои што нели има за цел да го покријат торзото, тој дел на рацете да не бидат голи, и ние ги ускладивме со нашата гардероба, така што они беа воодушевени, и тоа беше нивниот предлог, за да биде нели се во склоп на нивниот концепт, а сепак да биде изразена нашата култура и традиција преку нашата гардероба, така што ни беа воодушевени од тоа. Добро, и тоа што за прв пат доживеавме да свириме боси. До сега не се случило тоа, Со што свиревте боси? Па тоа име, таков традицијата име таа, и сите беа боси и ние. Не само таму во храмот на концертот, извини, што, значи каде и да влезеш во гифт шопови, тие продавничките многу се скромни, а се имаат, со се се обезбедени. Обавезно надвор ги соблекуваш кондурите и влегуваш бос. Таму нема некој да се грижи дали е не можеш да видиш Nike патики или што ја знам, некакви марки. Таму можеш слободно да облечеш обични гумени патики, или влечки, и да си среќен. Значи, јас сум воодушевена. Тие луѓе се толку полни со љубов, толку си исполнети со нивната комуникација, ти си голем како планина стануваш, бидејќи си опкружен со искреност, нема задна намера. Која е намерата, која е мислата, тоа е изборот, тоа е и делото. Да, убаво кажа ти на почетокот, една посебна духовност што е одлика на тамошниот народ, и која што може би ете еден убав пример кој што можеме да го следиме и ние и сите други. Повторно пак ќе кажам, со цел да бидеме еден свет, едно семејство. Јас ви благодарам што доловивме барем дел од таа атмосфера и од тие впечатоци, иако сум сигурна дека она што сте го виделе, што сте го чуле, што сте го доживеале, да. Многу, меѓутоа кратко е времето, така што јас само би кажала дека сме горди и благодарни за оваа соработка што имавме чест на најголемиот светски фестивал да ја представиме нашата Македонија. Јас ќе ви посакам да имате можност уште многу пати на многу места да застанете на сцената и да представите Македонија и нашето музичко наследство и творештво во најубаво и најсејано светло, како што тоа го правите во изминативе 30 и кусур години. Ви благодарам уште еднаш на двајцата. Еве, ние тука полека ќе се одјавиме, но ќе останеме во овој пријатен амбиент да го испиеме утринското кафе. Нека ви е на здравие вас кафето и нека ви помине во убаво расположение остатокот од денешниот ден. Сузе, од нас толку. Благодарам. Одличен разговор, одлична содржина споделена, и нека ви е на здравие кафето и вам секако таму во тоа одлично друштво ова утро.